Добро вечер. Гледате 360 степени во форматот на информативно-политички магазин. И вечерва донесуваме стории на неколку теми од јавен интерес. Се чини, дојде денот да се плати се што е туркано под тепих веќе деценија и пол. Јазолот го пресече Судот за човекови права во Страсбург. Железничко патен премин кај Кумановско Лопате. Оваа сцена ја затекнавме случајно на 9 декември. Ни даде повод да провериме дали исклучок или правило. Елизабета Дуковска не се откажува од оспорување на пресудата со која управниот суд го поништи незиниот избор за уставен судија. Заради тоа го дадов предлогот до судскиот совет со кој велам дека треба да се достави само известување до управниот суд, до собранието, а и до мене, дека оваа пресуда е неподобна за извршување, не може да се изврши. И без номинација за Оскар, шампањ за приказната за Силјан. Она што го достигна е една магија за мене. Времињата кога возот минува во полна брзина додека се тресе асфалтот под возилата кои чекаат да го минат железничкиот премин како да се минато за земјава. Проверувајќи на терен, утврдивме дека кога домашен воз се приближува до крстосница на пруга со пат, локомотивата застанува и не тргнува додека машиновозачот не се увери дека е безбедно да продолжи. Од Железници инфраструктура ни одговорија дека ваквите насоки до машиновозачите се поради нефункционална сигнализација. Но во исто време ни рекоа и дека сите премини во земјава по кои поминува воз работат како што треба. Сторијата е на Хекуре Накифи. Македонија 2025 година. Железнички премин на 30 на километри воздушна линија од центарот на Скопје, кај селото Лопате. Сигнализација има, но не работи, па на преминот застануваат и возот и автомобилите. Возачите со палење долги светла му сугерираат на машиновозачот тој да помине прв. Тој пак со звучни сигнали се чини дека им остава предност на колите. Едно возило поминува, другите остануваат да чекаат. На крај, композицијата тргнува со лазење. Откако се чини, сигурно дека сите се согласија кој треба следен да помине. Оваа сцена ја затекнавме случајно на 9 декември. Ни даде повод да провериме дали исклучок или правило. Си зададовме реалистична задача да ги провериме, ако не сите, тогаш поголемиот дел железнички премини на пругата која оди од Скопје до граничниот премин со Србија, Табановце. Првото застанување ни беше во населбата Хиподром. Затекнавме момент кога доаѓаше локомотива по пругата која ја сече улицата Благоја Стевковски. Иако искршени, имаше рампи, а и звучна сигнализација. Сепак, машиновозачот застана на крстосницата со свирење, за да ги предупреди возачите. Од Хиподром, патот не водеше кон Миладиновци и Делјадровце. Во селото Делјадровце звучна и светлосна сигнализација има, но не достига главното – рампи. Случаен минувач што го користи овој пат 2 пати на ден, вели дека на преминот нема рампа од распадот на Југославија. Имаше тука луѓе, нели, како ги вика, не знам, затвара рампи и кога се распадна системот и више нема. И од тогаш нема рампа? Да, 30-40 години, сигурно. Но додаде тој, не е за верување и сигнализацијата која има, звучната и светлосната. Нешто знае рампата, нели, да работи, као светлосна сигнализација има, меѓутоа воз нема, може да чекаш пола сат, воз нема. И на свој ризик погледнеш лево десно дали има некој, за да поминеш. Ако има полиција понатака, ќе те стопира, ќе ти земе дозвола, се поминал на недозволена рампа, нели, светлосна сигнализација работи.
Од Делјадровце патот не водеше до Агино село. Железничката линија ги дели ова со селото Брзак. Местото каде што поминува возот остава впечаток дека тука времето застанало. Стар објект кој некогаш служел за вработените во железницата. Стара звучна и светлосна сигнализација. Нови беа само камерите. Не стемни, па решивме нашата мисија да ја продолжиме следниот ден. Утредента од Брзак продолживме до селото Романовце. Во селото има два железнички премина. На двата премина има стара звучна и светлосна сигнализација. Воопшто нема рампи. Жителите велат низ годините имало несреќи и со човечки жртви. Еден повозрасен човек ни раскажа дека на еден од премините го загубил внукот од брат. Во друга несреќа, неговите синови завршиле со потешки повреди. Ka për me 30 vite. Se këto ka pas rejtar 24 orë pa prende hiq. Taman i hekën ato rejtartë, gjalin e vllavit ma ka mejtë makina. Ha gjali ka pasën 5 vete, 4. Para 3 vete ju ka ra makina gjeve mej. A ban operaci 3 herë, njerë u ban shkup, nuk pat uspe. Edhe 3 herë në Gjermani e kam ban, edhe agjen nuk ka uspe. E kametën shtena me krajnë, kametën si sakat kametën. Друг соговорник ни кажа дека тука нема рампи со години. Që nështë 6-7 vite. A keni kërku do njerë Kena kërku, po shas se kena kërku. Asgjë. Pi komunës kena kërku, kena intervenu përmes bashkësisë lokale. Domethënë, s'ka kuçan. По Романовце, една од најкритичните точки на кои најдовме е преминот што веќе го спомнавме на почетокот на историјата. Во селото Лопате. Овој железнички премин го користат околу 30.000 жители на општина Липково за да стигнат до Куманово. Очигледно е дека има нови рампи и дека има уреди за сигнализација, но таа, како што покажуваат и нашите снимки, не функционираше во моментот кога поминуваше воз. Додека колона од коли чека да помине ненајавениот воз, ги прашавме возачите колку време не работи сигнализацијата на овој премин. Çdo ditë kemi këtë problem. Çdo ditë. Po që ja 10 vjet po i ka. Vinë punëtorët e këshirin në rrinjët e gjithë ditën, nuk punojnë, nuk e ndreqin. Po duhet me punu diçka me ndreq, ja ram për të me ndreq që duhet. Ja se me ndreq dhe një urë, që me pas në kalim e di, trenit, ambos qashtu akon plan, dhe s'ka kur gjapet. Друг соговорник од селото Лопате вели дека работници доаѓаат и ја поправат сигнализацијата, но сликата се повторува после само неколку дена. Додека не изгине некој, да оди курбан некој човек, нема да ги поправат. Еве јас често пати застанувам тука, за да можам да не бидат колоните дугачки по 2-3 километра, па и 5. Па не дај Боже, че се деси некој болен, некој трудна жена, која не може да чека половин сат или сат време додека дали ќе наиде воз или не ќе наиде. Крајната станица на железничката пруга на север во нашата држава завршува во пограничното село Табановце. Не помина воза да видиме дали работи звучната и светлосната сигнализација. За рампата немаше потреба од тест, таа не постои. Блиску до железничкиот премин затекнавме човек кој работеше на нива. Не су ли постојале рампе, од како знам. Од како смо Колку е безбедно тука да се поминува? Безбедно ништо не е. Како што гледате сами, нема ништо. Нема рампи, нема сигнализација, нема ништо. Кој како сака, така поминува. Откако ја документиравме сликата на терен, се обративме до јавното предпријатие за железничка инфраструктура, Железници на Република Северна Македонија. Ни одговорија дека во земјава има 233 железничко-патни премини, од кои 15 на релацијата Скопје-Табановце и дека сите работат целосно и исправно. Исклучок велат се премините преку пруги на кои во моментов нема сообраќај. Сепак, од јавното предпријатие, како сами да си го подкопаат тврдењето,
дека се е во ред, со одговор на нашето прашање зошто возовите застануваат на премините. Според сообраќајните прописи, доколку не функционира сигнализацијата на патниот премин, возот застанува пред патниот премин, дава звучна сигнализација и внимателно го преминува патниот премин, а патните возила треба да застанат. Едно од местата каде снимевме воз да застане на премин беше во Лопате. Иако таму сигнализацијата не работеше, од Железници и инфраструктура тврдат дека не станува збор за дефект. На патниот премин Лопате, кој што е модернизиран и на кој е поставена опрема за сигнализација, во моментот се врши пробна работа на оваа техничка опрема. Откако ќе завршат сите тие технички активности во периодот на тестирање, сигнализацијата ќе биде постојано во функција. На прашањата пак зошто нема рампи во некои од местата, како во Табановце или Делјадровце, од Железници не објаснија дека на премините со помала фреквенција на возила такво нешто не е ниту предвидено. На нашето прашање, чија ќе биде одговорноста при евентуална несреќа на премините, на кој е очигледно дека не функционира сигнализацијата, ни одговорија. По секој инцидент или несреќен случај, комисија излегува на терен и изготвува записник за причините на вонредниот настан. До сега немало одговорност ниту кај Македонски железници инфраструктура, ниту кај персоналот на Македонски железници. Од јавното предпријатие тврдат дека нивните инженери постојано ги поправаат и обновуваат патните премини, но додаваат дека за нивна модернизација се подеднакво одговорни и општините на чија територија се наоѓа патниот премин. 360 степени ќе продолжи со теренска проверка на железничките премини низ земјава. Општините ќе бидат една од дополнителните адреси од кои ќе бараме одговори. Додека сиве овие години граѓаните и фирмите се жалеа на безмилосноста на системот на присилно извршување, државата се снајде како да не ги плаќа паричните побарувања до моментот кога таа ќе посака да плати. Во таквото решение учествуваше и судството. Кога извршителите ќе тргнеа да наплаќаат парични долгови од некоја институција, орган или јавно предпријатие, јавните субјекти бараа и добиваа од судовите решение колку најмалку пари треба да имаат на сметка за да може да се изврши присилна наплата. Таа гранична сума често беше толку висока што практично не можеше да се изврши наплата. За оваа шема зборуваме во минато време, бидејќи се чини дека и дојде крајот. Точка става Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Деталите ги има Александар Димитриевски. На 23 мај 2010 година, во 19 часот и 45 минути, во СВР Скопје била пријавена сообраќајна незгода на автопатот Куманово-Скопје. Од страна на увидната екипа, на возилото биле пронајдени влакна кои потекнуваат од дива мачка. Покажувањето на возачот, иако видно повредена, таа побегнала по ударот. Овој фрагмент е дел од пресуда донесена во 2013 година, а според која тогашното Македонија пат треба да плати 17.950 денари на една осигурителна компанија во земјава. Јавното предпријатие е задолжено да ја надомести штетата, бидејќи возилото кој имало каско осигурување удрило во животно, возејќи по автопат. Сама по себе оваа одлука и не е толку важна, но исклучително се важни следниве факти. Дека осигурителната компанија никогаш не успеала да се ја наплати штетата и покрај правосилната судска пресуда, и дека ова не е единствениот ваков случај. Иако е само генерализација врз основа на упатен извори, говориме за илјадници неплатени пресуди од стотици јавни субјекти, општини, локални и државни јавни предпријатија, други институции. Вкупната вредност на тие напластувани долгови низ 15 на години се брои во милиони, а може би во десетици, па и стотици милиони евра. Ако веќе ви се наметна логичното прашање, зошто тие државни субјекти не биле дадени на извршител? Одговорот е, биле дадени. Но и покрај тоа, тие на кои државата им должела, не можеле да си го наплатат долгот. Еве и зошто. Во членот 211 од стариот, односно членот 218 од новиот закон за извршување, е пропишано дека врз предмети и права на Република Македонија и незините органи, единиците на локалната самоуправа и јавните предпријатија, не може да се спроведе извршување за наплата на парични побарувања, доколку тие се неопходни за вршење на нивната дејност, односно задачи.
Кои предмети и права се неопходни за вршење на дејности и задачите на должникот, ќе определи претседателот на судот на чие подрачје се спроведува извршното дејство. Коренот на проблемот е што домашните судови низ годините развија пракса дека под терминот предмети и права на државни субјекти не се мисли само, на пример, на машини, згради и слично. Во предмети и права за неопходно вршење на дејноста според судовите влегуваат и паричните средства. Па, судовите почнаа да воведуваат граница, кога може да се изврши присилна наплата во пари, а кога не. На пример, во случајот на Македонија пат. Во април 2012 година, Основниот суд Скопје 2 носи решение во кое се вели дека извршувањето на паричните долгови на предпријатието може да се спроведува само од парите над потребниот месечен минимум за работа, кој судот го утврдил на 60 милиони денари, или околу 1 милион евра. Во септември 2012 година истиот суд ја крева границата на 80 милиони денари. Во декември 2012 година границата повторно се крева на 110 милиони денари. Во 2021 година границата се крева на 231 милион денари, или околу 3 милиони 750 илјади евра. Што се во тоа што јавните предпријатија никогаш немаат повеќе пари од минимумот. Па, во пракса, никогаш не може присилно да им се наплати преку извршител. Но, се чини, дојде денот да се плати се што е туркано под тепих веќе деценија и пол. Јазолот го пресече Судот за човекови права во Страсбур. Предметот е насловен осигурителна полиса и други против Северна Македонија. Апликацијата ја поднесе адвокатот Костадин Богданов, инаку поранешен агент на земјава во судот во Страсбур. Тој застапуваше десетина осигурителни, градежни и други компании кои не можеа да си наплатат побарувања од Македонија пат. Богданов истакнува дека во пресудата има разбирање дека понекогаш е оправдано да се ограничи присилната наплата врз јавни субјекти, но само на краток рок. Тоа значи дека може да се ограничи, да кажеме, во некој рок од 6 месеци, најмногу до година дена, но вакви ограничувања кои траат 13, 14, 15 години и во кои што доверителите се донесени во целосна неизвестност дали некогаш ќе го наплатат своето побарување, затоа што сега во моментов не знаеме и дали во наредни 15 години ќе останат тие лимити. Таквата пракса е спротивна на конвенцијата, односно спротивна на членот 6 кој го гарантира фер судењето од една страна и секако спротивна на членот 1 од протокол 1 кој ја гарантира сопственоста и правото на слободно уживање на сопственоста од страна на судот. Самата пресуда во конкретниот случај значи дека Македонија пат ќе треба да ги исплати долговите од конкретната пресуда. Но тоа е само почеток. Има уште неколку апликации и преку против предметите се против државата, меѓутоа каде што актер или должник е Македонија пат. Меѓутоа има и апликации каде што должници се други јавни државни општински предпријатија, па и општини. Значи, каде што побарувањата се према самите општини. Така да има уште неколку апликации кои веројатно сега судот и побрзо ќе ги реши, затоа што веќе со оваа пресуда како првично е утврден некој преседан, утврдено точно што е случајно и што не треба да се случува. И очекуваме да тие апликации се забрзаат и за тие апликации исто така да стигнат нови пресуди кои ќе се надоврзаат на оваа пресуда. Предметите кои завршиле во Страсбур пак се само капка во океанот на ненаплатени долгови од државни фирми и институции кои чекаат на извршување по македонските судови. По пресудата на Судот за човекови права, очекувано е сите да почнат да се ги бараат парите по иста основа. Како ќе се постапува и по досегашните и по идните вакви случаи, веќе во понеделник е расправа одделот за граѓански дела на Врховниот суд. Конечниот став не само што ќе биде важен за државните органи кои должат и компаниите на кои им се должи, туку и за правораздавањето. Токму одделот за граѓански дела на Врховниот суд во декември 2022 година веќе донел мислење за истата проблематика. Тоа е во спротивност со она што сега го вели Страсбур. Во заклучокот од пред 3 години, за одредбите во Законот за извршување, меѓу другото се наведува.
не значи дека извршувањето може да се спроведе и врз парични средства кои се неопходни за вршењето на дејност на Република Северна Македонија и нејзините органи, единиците на локалната самоуправа и јавните предпријатија, и дека председателот на судот на чие подрачје се спроведува извршувањето не е овластен согласно член 218 од Законот за извршување да определува кои средства се тие средства. 360 степени се обрати до Министерството за правда во чии рамки функционира Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред судот во Страсбург. Задача на Бирото е да изготви препорака за можно постапување по изгубена пресуда. И токму нивната препорака е причината поради која што Врховниот суд и ќе расправа во понеделник. На нашето прашање, во која насока е препораката, одговорот е следен. Се препорачува на Врховниот суд на РСМ, односно на неговиот граѓански оддел, во соработка со апелационите судови да ја разгледа можноста за усвојување во што е можно пократок временски рок на заклучок став, кој ќе ги рефлектира ставовите на Европскиот суд за човекови права, изразени во пресудата во случајот АД осигурителна полиса и други против Република Северна Македонија, и останатата негова релевантна судска пракса и во врска со имплементацијата на оваа препорака и роковите за нејзина имплементација да го извести повратно Бирото најдоцна до 9 јануари 2026 година. На нашите прашања пак, колку државни субјекти ќе бидат засегнати од пресудата и за колка всушност вкупен долг станува збор? Министерството за правда, односно Бирото за застапување на РСМ пред Европскиот суд за човекови права, имајќи ги предвид нивните надлежности, не располагаат во моментот со ваква проценка. Сепак, со истиот допис на Бирото за застапување на РСМ пред Европскиот суд за човекови права, примарно до Министерството за финансии е препорачано да достави определени податоци во оваа смисла најдоцна до 9 јануари 2026 година, со цел нивно проследување до Советот на Европа. Советот Европа ги бара тие податоци затоа што Комитетот на министри ќе врши надзор над извршувањето на предметната пресуда. Тоа значи дека земјава ќе биде под постојан притисок да ја спроведе пресудата во разумен временски рок. Што и како ќе прават судовите е само делче од задачите кои една земја ги добива по пресуда од Страсбург. Адвокатот Костадин Богданов ги нарекува тие мерки директни. Додава дека е вообичаено да има и општи. Тука веќе спаѓаат или може да спаѓаат измени на закони. Значи можеби ќе дојде и до ситуација да членот 218 од Закон за извршување претрпи промени, односно амандмани за негова измена, за да не се под наводници злоупотребува како што до сега беше правено. Понатака може да се предвидат обуки за суди, семинари, усогласување на апелационите судови, да се побара начелен став или мислење од Врховниот суд кој што ќе биде задолжителен за сите судови надоле, во кој што јасна ќе биде истакната повредите констатирани со пресудава од Страсбург. Во прв момент сепак во фокус е Македонија пат. Се обративме и таму, но не добивме одговор. Дали ќе им останат пари за нормална работа, ако наеднаш мора да ги платат сите долгови од судски пресуди. И следната сторија е за правен преседан. На почетокот на летото, уставната судика Елизавета Дуковска остана без функцијата, откако за прв пат во историјата на правосудството во земјата, управниот суд поништи акт на собранието за нечи избор. Не беа спорни незините квалификации, туку постапката на органот што ја утврди како предлог, судскиот совет. Имаше тројца кандидати, името на Дуковска беше прво на гласање и откако доби мнозинство, судскиот совет не продолжи со изјаснување за останатите двајца. Поминаа повеќе од 6 месеци, столчето за уставен судија и натаму е празно, а судскиот совет е исправен пред дилемата како да постапи. Паралелно и Елизавета Дуковска е упорна во намерата да ги бара своите права кои смета дека и следуваа и следуваат. Славица Филиповска-Иванова. Јавноста може би ја заборави, но пресудата со која управниот суд го поништи актот на собранието за избор на Елизавета Дуковска за уставна судијка и натаму ја бранува судската власт. Делумно поради сомнежот дека пресудата е пишувана од надвор. Кога ја погледнав пресудата, па почнав и јас да се сомневам, да ви кажам дали е работена во АКМИ системот. Не може кога ќе се отвори иконата за куцање на пресудата,
пресуда кога се куца. Најгоре на образецот, бидејќи е пресуда, секогаш стои во името на граѓаните на Република Северна Македонија. Оваа пресуда не содржи такво нешто, заради што понатаму судиите веднаш донеле решение за исправка. Иако пресудата на управен се однесуваше на актот на собранието, во неа се проблематизираше начинот на кој судскиот совет ја утврдил Дуковска за кандидатка. Тоа уште летоска отвори повеќе дилеми. Например, како сега судскиот совет ќе бира кандидат за испразнетото место во Уставен? Мислам дека подитно нашиот деловник треба да содржи одредби во кои што поблиску ќе ги уреди начинот на кој што ние ќе предлагаме до собранието уставни судии. Затоа што во моментов ние немаме ништо во деловникот. Сигналите од судскиот совет се дека членовите се двоумат дали да се прегласува за истите кандидати или да се оди на јавен повик. Мислам дека сме пред усогласување на тие различни мислења за да може да го ставиме како точка на дневен ред. Кој, како и кога ќе седне во испразнетото столче во Уставниот суд, наменето за предлог на судскиот совет. Веќе половина година Елизабета Дуковска не е уставна судијка, но исто толкав период е судијка во судот од кој дојде, Скопска апелација. Изминатото време воопшто не ја колеба да расчисти до крај, како стана првата одјавена уставна судијка. И ден денес ги бара според неа правните празнини во постапката, која заврши со поништување на одлуката за нејзин избор. Дуковска беше избрана за уставна судијка од собранието како предлог на судскиот совет. 6 месеци подоцна стигна тужба до управниот суд од судијката Антоанета Димовска. Таа се жалеше дека кога судскиот совет ја утврди Дуковска како предлог за уставен судија, инаку со 11 гласа за од можни 13, не се изјаснил и за другите двајца кандидати, меѓу кои Димовска. Тужителката де факто ја спорела процедурата пред судски совет, толкува Дуковска, а поништен е акт на собрание. Одлуката на собранието е правилна. Во целост постапката е спроведена правилно и никаде ни во одлуката на управниот суд со која е поништена одлуката на собранието не вика дека таа постапка е неправилно спроведена. Него цело време ја цени постапката пред судскиот совет на Република Северна Македонија. Сметате дека тужителката требало уште во прва фаза во самиот судски совет да реагира? Точно, укажувам, значи посебно дека се работи за две посебни постапки, една постапка пред судскиот совет која што треба да биде обжалена и втора постапка која што е спроведена пред собранието. Во тој контекст, додава Дуковска, постои спротивна судска пракса на истиот управен суд, кој во 2022 отврдил тужба за поништување на одлука на собранието. Таков став управниот суд има изнесено и во пресудата, односно во решението на по тужбата на тужителот Владо Мицковски од Кичево, која е отфрлена тужба, бидејќи вика дека не може да се бара огласување на ништовност на одлука на собрание на Република Северна Македонија, а се спори постапката пред судскиот совет. Таа одлука е правосилна и мислам дека овдека во овој случај и управните судии, значи ваква незаконитост е недозволена за управните суди, па и за Висшиот управен суд кој што не се позанимавал со тоа кои биле предходните нападствија во предходното решение, па да цени дали треба да дозволи жалба против пресудата или не. Вашата жалба отфрлена е како недозволена. Да, од Висшиот управен суд, да. Трето, судијката Дуковска смета дека пресудата на управен е неизвршна. Во законот за извршување, според кој се извршуваат и управните пресуди, пишува што треба да содржи една извршна исправа. Значи, доверител, должник, задолжение и во кој рок треба да се постапи. Во случајов, во пресудата пишува дека се поништува одлуката на собранието за мојот избор и нема никакво задолжение, ниту рок за постапување. Со тоа,
Значи, ваквата пресуда е неподобна за извршување. Заради тоа го дадов предлогот до судскиот совет, со кој велам дека при состојба кога пресудата е неподобна за извршување, треба да се достави само известување до управниот суд, до собранието, а и до мене, дека оваа пресуда е неподобна за извршување и не може да се изврши. Сите овие аргументи Елизабета Дуковска ги образложила писмено и ги поднела официјално во форма на барање до членовите на судскиот совет. Од октомври чека став. Во неколку јавни настапи претседателот на судскиот совет, господинот Камбовски, вели дека се уште нема консензус во судскиот совет што да се прави во овој случај. Дали да се повтори постапката со тројцата кандидати од кои еден сте вие, или пак да се распише сосема нов оглас кој би бил јавен, отворен за сите заинтересирани, што би значило и некаква измена на деловникот. Како го коментирате ова? Третата опција никој не ја спомнува. Оваа ја што ја предлагам. Председателот на судскиот совет е судија на апелационен суд Битола и тоа сигурно го знае. Дека неподобна исправа за извршување не може да се изврши. Меѓутоа, еве и понатаму се продолжува со вакви изјави. Значи, јас и во првото интервју кога го дадов, кажав, мојот предлог е правосилен и конечен. Значи, треба да земат сега, да го поништат, па после тоа да одат со некои нови постапки. Не може повторно да гласаат за мене, бидејќи мојот предлог е правосилен и конечен. Дали доколку одобрен е од собранието. Не знам јас они како мислат тоа да го спроведат. Меѓутоа, јас имам правни лекови, доколку нешто од тоа се превземе, ќе цитирам со моите правни лекови, па Страсбур ќе каже на крај. Председателот на судскиот совет Александар Камбовски во јавни настапи вели дека е оптимистот и до крајот на годината ќе се реши прашањето со празното столче во Уставен, откако судиката Дуковска беше принудена да замине. Пракса е судскиот совет да заседава во среда, а до крајот на годината остануваат уште 2 среди како потенцијални термини за седница, ако за работен ден се смета и 31 декември. Дали и кога ќе се разгледува темата, го прашавме лично председателот на судскиот совет. На седницата закажана за 24 декември 2025 година на дневен ред е ставена пресудата на Управниот суд. Таа ќе биде разгледана и на седницата Советот ќе донесе одлука. Во зависност од расправата во врска со пресудата на Управен суд, ќе се дискутира и за измени во деловникот. Дилемата ќе се расчистува во точката каде ќе се разгледува пресудата, во секој случај или ќе се гласа за постојните кандидати, или ќе се оди на измена на деловникот и ќе биде објавен јавен повик. На прашањето што со барањето на судиката Дуковска за судскиот совет да ја прогласи пресудата како неподобна за извршување и за тоа да го извести Управниот суд собранието и неа, Камбовски одговара. Писменото барање на судијата Дуковска ќе биде повторно разгледано на работен состанок, пошто судскиот совет ќе може да се произнесе. Барањето случајот да се расчисти до крај се чини дека за Дуковска не е толку заради функцијата, колку што е прашање на принцип. Во случај да се оди со повторување на постапката за вас, дали повторно би ја изоделе целата постапка или втората варијанта, доколку се распише нов јавен повик, дали би се кандидирале повторно? Не можам сега да кажам. Не можам, фокусирана сум сега на друго. Тоа е идно неизвестно нешто и не сум размислувала за тоа. Местото кое се испразни по заминувањето на Елизабета Дуковска од позицијата уставна судика не е тешко прашање само за судскиот совет. Уставниот суд сега работи со 7 од предвидените 9 судии. Се што се случуваше со фотелјата резервирана за предлог на судскиот совет, покажа дека на правораздавачите не им е лесно да истераат правда и за себе. Се што освоивме досега е и повеќе од Оскар за нас. Велат од тимот на македонскиот кандидат за оваа престижна награда, филмот Приказната за Силјан, кој не влезе во потесна конкуренција за номинација. Македонската публика ќе може да го види ова најново документарно остварување на режисерката Тамара Котевска веќе во јануари.
Како да се подобрат условите во кои работат македонските филмаџи и зошто треба повеќе да се поддржат успешни проекти, од сторијата на Зоран Јовановски. Си било едно дете кој што живеело у земјата Македонија. Веќе беше објавено дека македонскиот кандидат за престижната филмска награда Оскар не влезе во потесна конкуренција за номинација меѓу 15 документарни филмови. Сепак, најдомакински кренете ги чашите за Тамара и за приказната за Силјан. Режисерката на документарниот филм Приказната за Сијан, Тамара Котевска, беше пречекана во Скопје со воодушевување од одбрано друштво филмаџи, новинари и пријатели. Котевска се врати во Македонија, а зад себе остави учества на многу фестивали, филмски проекции и интензивна промотивна кампања на нејзиното најново филмско остварување. Јас го сметам за мојот најбитен филм до сега и најличен и со најмногу борба направен. Во тој поглед, она што го достигна е една магија за мене. Значи, самиот момент на откупување на National Geographic и самата премиера на Венеција, за мене беа, можам да кажем, дури крајот на приказната, повеќе од тоа и не очекував. За Котевска запирањето на кампањата за Оскар не е големо разочарување и смета дека Приказната за Сијан допрва ќе се раскажува. Бидејќи веќе имам искуство со кампања, знам колку политика има во тоа, особено американска политика и јас лично, повеќе ми е криво за тоа што нашава земја можеби ќе го доживее повеќе тоа како разочарување, меѓутоа јас кој што од внатре ги следев тие работи, не сум толку разочарана бидејќи знам какви струи го водат ја водат таа игра. И тоа е на некој начин дури како тип на политичка кампања во кој што на крај испливуваат најисполитизираните американски теми, за жал. И повторно нешто што знае дека ќе се врти во нивниот свет и ќе биде актуелно во нивниот свет. Приказната за Сијан беше еден од трите филма меѓу кои се бираше македонскиот кандидат за Оскар. Од Комисијата за избор при Друштвото на филмски работници на Македонија велат дека делото има силни авторски вредности и дека одлуката ја донеле едногласно. Мислам дека ова е еден од позначајните документарни филмови на сите времиња. Тоа е според мене, тоа е мој личен став, на сите времиња во Македонија. Тоа е еден одличен пакет на филм кој што е базиран на едно автентично дело и на една приказна авторска, комплетна, која што ја нашла Тамара и која што ги споила двете приказки во една и затоа овој филм толку добива на сила и за да се бори со најдобрите од светот. Филмот 3 години го создаваше силен и искусен меѓународен тим, чиј дел е и македонскиот филмски монтажер Мартин Иванов. Тој вели дека филмот веќе има светло минато, а очекува дека ќе има уште посветла иднина. Само ќе кажам дека тоа е многу македонски филм, во онаа смисла каде што се третираат многу горливи проблеми на нашето општество, но сепак преку една како да кажам оптимистичка перспектива, но не патетична као све е розево во овој свет, далеку од тоа. Сметам дека го прикажува одредениот проблем што ќе го видите во филмот, онаков каков што е, со сите негативни и позитивни работи. Продуцентот Роберт Насков, кој самиот на почетокот бил дел од тимот на Приказната за Сијан, смета дека секој успех на македонски филм е 10 пати поголем од успехот на кој било филм од друга европска држава, со оглед на условите во кои работат македонските филмаџи. Треба да работиме на тоа да направиме стратегија каков треба да изгледа македонскиот филм и што е важно за македонската кинематографија. Да се договориме по кои правила и критериуми ќе функционираме и сите заедно, вклучувајќи ги повозрастните, во кои што ја припаѓам, поискусната генерација, заедно со филмаџиите кои што се сега зрели, потентни како автори, да сите заедно направиме една енергија заедничка во која што ќе функционираме. Јас сум сигурен дека тогаш успехот на македонскиот филм ќе биде уште поголем. Спомнав, во овој случај успесите се огромни,
што би било кога би имале подобри услови, кога би постоела стратегија како тоа би се одвивало. Дел од македонската филмска критика веќе го сместува ова филмско стварување во идната филмска и културна антологија на земјава. Ама Силјан не сакал да работи на земјата затоа што многу тешко било. Силјан е нешто што повторно не издвојува на таа филмска мапа светска. Силјан е еден филм кој е набијан со чувства, кој што е набијан со фолклор, кој што е длабоко втемелен во нашиот бит. Тоа е една многу позната приказна, која што е пренесена на исклучително модерен, иновативен начин и низ една чиста и класична драмска структура. Досега филмот ги освои наградите за најдобар документарен филм на Интернационалниот филмски фестивал во Чикаго и на ИДА наградите во Лос Анџелес. Таму ја доби и наградата за најдобра камера. На Венецискиот филмски фестивал ја доби наградата на Музата за најинспиративен филм, како и специјално признание од жирито на фестивалот во Берген за извонредно документарно стварување. Покрај наградите има и десетина номинации на престижни светски фестивали, а го откупи престижната национална географија. Приказната за Силјан е документарна бајка инспирирана од македонскиот фолклор од 17-тиот век. Филмот ја следи судбината на земјоделецот Никола и неговата неочекувана врска со штрк со повредено крило. Метафора за човечкиот опстанок, нежност и надеж. Режисерката Котевска вели дека филмот има повеќеслојни влијанија. Меѓу нив е самиот однос на човекот и животната средина, кој што ми е една вечна тема што ја вработувам. Меѓутоа, тука се и протестите на фармерите и односот кон земјата и ресурсите кои што ги поседуваме не ги искористуваме на прав начин. И тука е исто така визуелното богатство и поетиката на нашата земја, која што е малку тешко да се забележи на секојдневно ниво поради проблемите, нели, со кои што се соочуваме, меѓутоа навистина се потрудив да ја најдам таа убавина повторно и некако да го потсетам народот на тоа што го имаме во земјава. Котевска вели дека откако ќе го погледне филмот, странската публика и критика силно реагира на Македонија. Особено што добро се сеќаваат и на претходното нејзино филмско стварување Медена земја. И тоа не е само во негативно светло, бидејќи во двата филмови да има критика кон општеството, меѓутоа исто така има и скриени убавини на нашата земја кои што не може секаде да се најдат во било која земја и да се доловат на тој начин. Македонската премиера на приказната за Силјан се најавува за првите недели од новата година. Инаку, ова е второ позначајно филмско стварување на режисерката Котевска. Претходно, документарниот филм Медена земја, што го режираа заедно со Љубомир Стефанов, успеа значајно да ја анимира светската филмска јавност и доби 2 номинации за престижните награди Оскар во 2019 година за најдобар странски филм и најдобар документарен филм. Тоа е највисоко достигнување на македонски филм во однос на Оскарите досега. Тогаш во светот одек на приказната за пчеларката Атидже, а сега штркот Силјан го има хоризонтот пред себе за летање. И понатаму сте со 360 степени. Во продолжение саботажа на авторот Сречко Поповски. Кој знае што се не се знае и какви се не фантоми постојат кога ниту оние кои се директно инволвирани во процесите немаат поим за нивната екзистенција, а мораат да им бираат директори, управни и надзорни одбори. Еве трета година веќе како сум советник, пред ден-два приметив дека сме имали јавно сообраќајно предпријатие во Прилеп. Најважно од се е се да биде подготвено, да нема празни одови и секој да си ја знае својата задача, особено кога се навестуваат или се случуваат некакви катастрофи. Успехот е гарантиран, само кога си има јасна програма за работа. Оперативниот план е превентивни и оперативни мерки у случување ако дојде до поплави. Значи, најпрво превентивните мерки по оперативниот план малку задоцнуваат кога веќе се случи поплава. Подоцна или порано проблемите ќе се решат. Затоа е важно да се има на располагање и добар кадар,
кој лесно може да се шифта, да ги зафаќа сите позиции, да биде целосно ангажиран, па дури и да си бара одговори од место кое е наменето за нему да му бидат поставувани прашања. Вториот дел од 13-та точка советнички прашања. Повелете некој нешто кој има да праша. Повелете го. А што и да кажат или да прашаат измачените советници, ем граѓаните им купиле компјутери, ем тие не им чинат, па наместо да се подготват за седниците, тие губат драгоцено време, додека им се крене Windows-от. Компјутерите се во многу лоша состојба, значи чекаме по 20 минути кога ќе го вклучиме компјутерот да може да почнеме да работиме. За наредните седници бараме, значи материјалите што ќе бидат за седница да ни бидат доставени во писмена форма. Значи се да биде испечатено, ископирано и да ни биде доставено. За да не се трошат пари на нови компјутери и да не се сече шумата за хартија, може би треба да се користи пристапот што го имаат во Ресен. Таму се толку штедливи што не мора ни да има никакви документи и се што треба е да се верува на збор. Значи, ако нешто јавно кажам дека е подкрепено со документација, секако ќе ви биде, односно ќе размислам дали ќе ви биде доставено, ама ако ќе јавно јас нешто искажам, се надевам дека ми верувате, дека и јавноста се надевам дека ми верува дека тука постои документација. И на крајот, кога сме веќе кај бирањето на зборовите. 10 години во општина Неготино се прави криминал. По сите основи. Колега советник, Да, ве молам точка на дневниот да ред. внимаваме на вокабуларот и да се Да, придржуваме до измигнавам, деловничкиот тон. Не штиеме вокабуларот, не може да ми го менеш ти мене на 17 години. Значи никој ја не повредив, Да го никој не задржиме деловничкиот Да. речник и да Па, се па, се изразуваме вика соодветно за да ја се вика, одржиме се вика, достоинственоста на седмицата. се вика криминал, како се вика, не се вика Колега. понеделник. Не е познато по кој деловник е инкриминирана употребата на тој збор. Па и ако е, за криминалот не треба да се зборува. Оти за него и онака само се зборува. Толку за вечерва. Со интервју и нова саботажа се враќаме в понеделник во 20:15 на МРТ1. Пријатно!